Приусот на Toyota, бензинско-електричен хибрид представен во Јапонија 1997 беше пионер во економичниот сектор, но автомобилскиот музеј Петерсон ни дава заслуга на Тесла за скокот во стартот на пазарот на електрични возила со откривање на својот модел S 2009, што ја поттигна поборувачката на потрошувачите за целосно електрични возила. Во нашите умови ова е автомобилот што ја промени автомобилската индустрија. Целата електрична револуција, како што велат денес, од која е дел речиси секоја автомобилска компанија во светот, може да се проследи и наназад до воведувањето на овој автомобил, до овој модел. Но Тесла беше далеко од првиот електричен автомобил. Стивенс вели дека овој модел од 1908 од производителот на автомобили Колумбија бил едно од многуте електрични возила на патиштата тогаш. Сочинувале околу 40% од сите продадени автомобили во САД во 1900 година. Тие беа чисти, беа лесни за користење, беа едноставни. Тие беа претекнати од Ford Model T на бензин, чие масовно производство ги намали трошоците и ја промени автомобилската индустрија. 3, 2, 1... Новиот електричен камионет на Ford F-150 Lightning, кој се продава во Северна Америка, може да забрза од 0 до 100 км на час за 4,5 секунди. Со 580 конски сили во својот врвен модел, тој е дел од новата генерација електрични возила со високи перформанси прикажани на неодамнешниот сајам за автомобили во Лос Анџелес. Имаме дигитален дисплеј што ќе ви го каже опсегот, перформансите, притисокот во гумите. Камионот, како и неговите конкуренти, има компјутеризирани безбедносни и навигацијски карактеристики, а овој обезбедува електрична енергија за итни случаи. Всушност можете да го користите вашиот камион, вашата джиновска батерија за напојување на вашата куќа. Тоа се клучните карактеристики за кои нашите клиенти се возбудени. Најголем предизвик за електричните возила е ограничената инфраструктура за полнење на батериите, вели директорот на Blink, кој прави станици за полнење. Сепак многу брзо се зголемува и се шири. Верувам дека има околу 100.000 полначи јавно достапни во САД. Треба многу брзо да стигнеме до половина милион и повеќе. Денес, повеќето автомобили на патиштата се на бензин, но производството на електрични возила се зголемува, а продажбата расте. Се предвидува да достигне 13% на глобално ниво оваа година, што е добар знак за животната средина, вели Меѓународната агенција за енергија.